Добро утро до гледачите на нашата утринска телевизија. Навикнавме од овој базен да доаѓаме и да разговараме со гостите секако за успесите на самите пливачи кои што ја представуваат нашата држава. Не дека ова утро ќе разговараме за лоши теми, но ќе разговараме како започна процесот на повторно напливање на членовите на нашите спортски клубови. Ова утро ќе разговарам со председателот на Националната федерација секако на Македонија, станува збор за пливачка. Александар Маленко е со мене. Добро утро, насмејани конечно, доколку би го правеле разговоров пред околу 20 дена, се уште ќе апелиравме да се отворат пливачките базени, но еве сега како што гледам и во позадина, младите деца спортуваат. Најпрво добро утро. Добро утро. Прво пред се благодарност до тебе, Стефан, до цела екипа на Алфа телевизија и утринска и редакцијска, нели? Драго ми е што сум дел од ваша емисија. Повторно еве да кажеме, нели, после одредено време, нели, релативно насмејани лица, али се оставаме релативно. Зашто? Пред скоро отприлика 15 на дена, 13 дена поточно да земеме математички. Благодарност пред се зборувам на партнерски однос со Спортско-рекреативен центар Борис Трајковски, директорот, раководителот и на базенот, кој што најдоа разбирање пред се, зборувам после долго време, за жал, убедување со Комисија за заразни болести, нели зборувам при Министерство за здравство, за убедување што представува национален интерес, а што представува рекреација или нели користење на општа маса, нели за здравје, за хоби, за рекреација, но пред се националниот интерес мора да се запази. А тоа е спорт, нели, тоа е значи во нашиот случај една од трите основи на олимписки спортови, пливање, гимнастика, атлетика и пливањето. Затоа што имаме релативното, зборувам, моментално на база на пливачи, но кој што 100 дена, нели, поради светската пандемија нема прилика. Ние направивме напори кој како, нели, се залага за национален интерес, кој како посакува да се професионализира спортот, кој што за жал, нели, 20 години, нели, политичарите покушаваат да го професионализираат, но само флоскули, односно, нели, во изборни програми. Нели викаме ние спортот на спортистите. Да, теретаните на пример за кои што имаш објаснување дека можеби ќе има премногу гужва во самите фитнес центри, поради тоа не се отвара, но во пливачките центри можеше да се направат тие протоколи многу побрзо од тоа што беа направени. Колку е поразителен фактот дека кафаните на пример беа отворени, а едни ќе ги наречам пиова се фитнес центри за пливање не беа отворени се до пред 17 јуни. Потполно јас се согласувам со вас и вие сте релативно, повторно викам, нели, од младите генерации. Знаете, многу е лошо кога јас пластично ќе се изразам, многу е лошо кога си ги мешаме надлежностите. Меѓутоа со мешање на надлежности мешаме и приоритети, мешаме вистински вредности за живот. Вие потполно со право, нели, и мене и како председател, но и дел од сите, зборувам, спортски работници, кои што се залага за професионализам, а тоа значи вистинска вредност. И дефинитивно, значи од национален интерес, и јас заедно со неколку своји колеги со Олимписки комитет имавме и не само намера, постоje документи, каде што од 6 мај сме рекле, кога постои национален спортски објект, повеќе наменски, во случајот, нели, СРЦ Борис Трајковски, на вистина со 7 приоритетни можности за спортови, буквално сите што се од национален интерес, пример возборувам во пливање, дали се 5 пливачи, 7, 10, 4 тренери, 5 тренери, бокс, мала сала и да не кошарка, одбојка. Сите ние можевме да бидеме во национален карантин. Тоа беше нашиот предлог. Зашто? Затоа што никој не знаевме, ако се сеќавате, до крајот на мај за Олимписките игри во Токио. Дали ќе бидат или нема да бидат. Сега се вика да кажам. Се е во ред. Но тоа значише ние 40, 50, 60 дена тренажниот процес под строг и превентивни мерки. Замислете, национален спортист, врвен спортски тренер, држава со сенс за спорт, нема да дозволи своите спортисти да заболат. Зашто имаме информации преку 17 држави во светот. Ова што јас ви го зборувам и коментирам и вие што ме прашувате, го спроведе. Националниот центар, ние сите ќе бевме тука. Значи, храна, да ме разбирате, спиење, доктори, превентива. Тоа е држава каде што спортот е една од 5 постулати за здраво општество. Спорт, култура, уметност, специјална полиција и специјална армија. Имавте ли објаснување, зошто не се направи такво нешто? Ќе ја споменаме на Барселона, на Шпанија, на Германија.
играчите во сите тие клубови, па и фудбал и кошарка, ете како што каже, ги ставаа во еден тренажен процес кој што беше заштитен. Зошто такво нешто тука не се направи? Те зошто? Затоа што јас сум директен човек и нели оставам, како викаме, време малку да се присетат сите до каде знаат и колкав капацитет имаат. Вие ме прашавте, јас директно ќе одговорам без заобиколување. Не само што не ни одговорија, него дури бев представен во јавноста дека е подобро јас да не излегувам во јавност, не знам од кои причини. Односно, знам од кои причини. Неспособност да водите спорт. Значи, спорт, повторно велам, една од 5 гранки основа за здраво општество. Значи, има нели разноразни флоскули, 1 денар во спортот, 7 во здравството, тоа 15-20 години го слушаме. Не. Вие, односно нели, државата треба, повторно велам, овие 5 сектори да бидат строго и единствено професионални. Тоа значи вистински вредности, национална стратегија. Сето тоа доколку го немате, ние не може да очекуваме дека некој кој нема сенс за спорт, дека ќе размислува од наутро до навечер што е неговиот приоритет и обврска. Он е да створи професионален систем на функционирање. Значи, повторно велам, никој да не ме става во ниедна политичка конотација. Јас имам една единствена политичка партија, а тоа е професионален спорт за врвен спортски резултат, насушно 15 години потребен за оваа држава. Ако некој знае најдобро што значи да се спортува, тоа си ти со многу успех. Со своите колеги од повеќе спортови. Мене ми е навистина, значи, пак ќе напоменам, не знам зошто, ние сме од 17 спортски легенди, нека име лесна земја, нели, 5 почина и така натака, нели, ние сме 12 живи спортски легенди. Значи, ако сакате нас да не снема ради нечија желба, ние не ќе може да, не само во најубавите години, зборувам како спортски работници, водители, односно нели спортски федерации, Олимписки комитет, знаете, да не си го, како викавме, нели, да не си го самите уништуваме она со што сме се гордееле. А напротив, пред малку и вие рекол 15 години ние бараме со нешто да се гордееме. Нема потреба да трошиме 20-30 милиона евра за некој да ни продава пуфки од надвор како е европски првак, светски првак. Не, ние имаме наши. И тоа многу добро до 2005-та, 2006-та велам, кога за жал се создадоа, Стефан, се создадоа лажни спортски вредности. И тоа нека не ми се љути никој. Лажни спортски вредности. Од подвизи направивме легенди. Видите, подвизи, нели, знаеме што се пи. И јас и вие ќе се качиме, нели, не знам, на карпа од 1000 метра и некој ќе си рече спортска пензија и да не навлагам. Не обезвреднувам. Тоа е час и чест спортски подвиг. Знаме македонско, химна македонска, на официјално светско европско првенство, тогаш викаме. Затоа и треба да се посветиме на националниот интерес пред се. Сакам да прашам околу протоколите. Вие дадовте на 6 мај, добивте на 17 јуни. Колку вашето барање беше прифатено и успеав да забележам на твојот Facebook профил дека за нешто и не си баш задоволен. Што е тоа? Еве, јас, значи на 6 мај, ја пак ќе напоменам, од Спортско-рекреативен центар Борис Рајковски, како национален спортски објект, бевме 100% прифатени. Значи, а зборувам повторно назад на почеток на емисијата, сега 100% имавме заеднички партнерски искрени комуникации со директор, раководител и раководителка на базен. Но во комисија за заразни болести при МЗ, Министерството за здравство, каде што не лично и самиот министер. Значи не само што ние не бевме повикани да не само го објасниле пластично или да дојдат, како што рековте, да дојдат да им покажеме дека сето тоа го има овој базен услови, нели? Каде што сега и се спроведуваат. Но за жал, повторно нагласувам, општ хаос е направен во делот каде што, знаете, кога ќе донесете одлука, нели, уредба, треба да држи до тоа. Поентата е кој одговара. Ке се согласуваат. Ке пуштите мерки, и се викаме кој е одговорен. Некој треба ги испочитува. Ве разбира, кој е одговорен? Не може ние сега само на, ке речам само на објектот или да дрва камења, напротив. Овдека е прекрасно, зборувам за сите вработени од најниско до највисоко ниво. Напротив, прекрасно. Значи условите постоеле. Значи не сте дошле да разговарате, зарем држава да не ни даде нас можност да тестираме. Нели,
согласно светските протоколи. Да се тестира пливачи, тренери. никој ништо Значи, не само тоа, па затоа го повторувам. Ние се држиме до сите строги мерки. Се, од дезинфекција, маски, извинете, влез излез да не се среќаваат пливачите и тренерите, растојани. Значи, тоа е се прекрасно направено, ама од страна на Пливачка федерација и база. Значи, овој дел на медицински превентивни потреби не може, повторно викам, не може да седите во канцеларија и вие да викате вака ќе биде. И првото прашање мене до сите едни нив тамо, функционери како сакате крстете ги е без оглед, до сите. А немојте со извештај каде што вие не знаете п од пливање. Нели? Не иде така. Зошто? Затоа што ги ставате покриени базени и отворени базени во еден исти кош. Па не може. Нели, малце од малце. Добро е, ќе си ги наведнат, ќе речам, не круните, напротив, реков, добро е да се разговара, но да се разговара со факти. Но да се разговара со факти примеси на искусни професионалци. Како што јас, нели, не можам да бидам столар, не можам да бидам земјоделец, али Убаво би било кога секој би си бил во браншата во интерес на за сите нас и за вас ќе зачем извините, и помладите, вистинските вредности. Зарем кога одиме во запад, нели, одиме на запад, извинете, без оглед, како? Како викаме? Ред доласка, ред одласка. Епа, тој дел малку тука да го. Убаво би било кога би имало ред, нели, во секоја бранша, кога секој би се разбираме. Во интерес на времето сакам да прашам околу професионален план, околу спортот и пливањето во Македонија. Летниот период секогаш бил многу успешен за нас и многу маратони имало и многу надпревари. Ова година верувам дека многу се откажа. За кој има се уште надеж? Не само надеж, него и се работи секојдневно на тоа со Светска федерација. Нормално согласно протоколи од Европска, од Светска федерација, но согласно и од државите, нели, своји кои што имаат своји, нели, протоколи кои рековме од национален интерес. Значи во овој момент дефинитивно останува Светскиот ден на вода, кој што Македонија го доби по втор пат. 2019 беше во нашиот град Куманово, оваа година ќе ни биде на 15 август во сабота во Охрид, Светски ден на вода, Фина Aquatics Day. Останува Фина идентификационен талент камп кој што го имаат оваа година 6 држави, значи нашите соседи ќе учествуваат во нашиот Фина камп. Останува можноста која што до 30 јули согласно протоколи од Светска здравствена организација и Светска федерација да дефинитивно одиме на 22 со Свети Наум Охрид, Фина ултра серија 25 км, нашиот традиционален, 30 август светска серија 10 км, или ќе бидат, пошто ние сепак имаме и на добро географско место сме, и септември нели не дозволува да нема да ши со на езеро на отворено, да ни бидат кои дати во септември. Затоа велам, не само надеж во правосте постои, ние тоа работиме, дај Боже само да нели пандемија и така натака малце не остави, да не остави. Да, дефинитивно и не се откажуваме. Тераме. Значи, иако изгубена поголем дел од сезоната, се уште има шанси да се спаси. Точно. Така, јас ви благодарам за одвоените минути, се надевам дека кажавме барем тоа што беше битно во дозволените минути. Благодарам и се гледаме наскоро. Останете со програмата на Добро утро секој утро.